Добар ви ден, почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша емисија ја посветуваме на бездомните животни, а наши и ваши гости се две граѓански активисти, добро познати, Дами од Охрид. Добар ви ден, Маја е овде со нас Ковачевска и тука е со нас Сузан Сулейман. Познати кажав затоа што многу активни на социјалните мрежи, грижливи, големи љубители на уличните, на бездомните животни. Добар ви ден, ви благодарам што сте денес со вас, а морам да ја најавам дека тука имам и една специјална гостинка, тоа е Хани. Таа е бездомно улично куче згрижено од улица за кое што денес се грижат Сузан и Маја. Нашиот разговор ќе го започнеме со прво. Свесни сме дека го имаме проблемот со бездомните животни. Каква е состојбата сега? Маја, повелите. Па можем конкретно, прво ќе кажам за нашиот град, макар што проблемот е во целата држава глобален, можам да речем лоша. Затоа што сите сме сведоци, секојдневно има нови напуштени кучиња, загрижени граѓани, да речам, можда некогаш и со право, затоа што навистина не е пријатно секојдневно по улиците да има такви гледки, да има напуштени животни, напуштени возрастни кучина, напуштени бебенца. Сите тие кучиња имале некаков собственик и тие не се виновни што се нашле на улица. Така. Грижата за нив конкретно ја прави некој, ево како ние две, има и многу други граѓани што помагаат, што сакаат, што не сакаат да ја гледаат таа гледка на улиците. Конкретно, ето и ти помагаш на уличните кученца, маченца, но тоа е глобален проблем што мислам дека никогаш активистите не можат да го решат. Сами, апсолутно. Никогаш. Тоа е проблем што мора да биде на повисоко ниво, на државно, на општинско ниво, за да почнеме да се доближуваме до другите држави каде што овој проблем е решен. Так. Како што се, ево, најблиску ќе ја спомнам Хрватска, каде што веќе нема бездомни, каде што е комплетно решен тој проблем со бездомните животни, а нагоре веќе знаеме како е во Европа, за Германија, за Холандија, за Англија, таму веќе, али во Хрватска, можда пред 10 години било слично како во Македонија, а денеска веќе нема улични. Како го решили тој проблем, тоа не е тешко, значи да се распраша некој и да се буквално да се ископира и да се примени кај нас. Тоа не може да се реши преку ноќ. Апсолутно. Тоа е долг процес, но што побрзо се почне, побрзо ќе се реши тој проблем. Така. Сузан, имаме ли некаква бројка? Знаеме ли колку бездомни кучиња имаме на терен? Вие сте постојано на терен и се грижите, ги згрижувате, ги вдомувате. Бројка не може точно да се каже, затоа што секој ден има нови изфрлени, од други градови носени, па има и труени, бебиња изфрлени. На секаде тие бебиња секогаш завршуваат, за жал, или отруени, или фрлени по контейнери. Стварно жално. Неодговорно сопствеништво. Убаво кажа Маја. Значи, тоа е најголем проблем. Тоа е тоа. Кога некој не ги стерилизира, не ги кастрира на време. Неодговорното сопствеништво донесува кучината да завршат на улица и бројката секојдневно да се зголемува. Да. А споменавте, има и вистина тоа дека ги носат и од други градови. Да. Со камиончиња, ги пуштаат рано наутро, ги пуштаат за да не ви се види. Ето вчера пример, граѓанин на Охрид, љубител на животни на кучиња, си чува и тој куче и едно вратено куче од комуналец го чува тој, кај него се породи со 3 кученца, мајката се стерилизира и денес ми кажува дека вчера, синоќа ми кажа, дека вчера видел како со кола фрлиле кученце, го испуштиле од кола, кучево трчало по нив, по колава, значи, тој кажа дека ми беше жал, едно тоа што трча по нив, друго да не го изгази кола, пошто други коли поминуваат тука, стигнало кучето до бензинската и тука преморено легнало. Каква тажна. Штета само што не ја видел регистрацијата. Значи, ова е вчера. Да. Закон имаме. Закон има, само да ја... Но дали тој закон е воопшто функционален?
Имаме закон, велиме ние, Да. и за трујачи, никогаш не е пронајден трујач. Имаме закони за луѓе кои што се неодговорни собственици, Да. но Законот казни на имаме хартија ли? го има. Да, Го има но- на хартија, но не се применува. Тоа е тоа што треба да се започне, значи да се применува законот, да има казни. Во Хрватска ево конкретно, пошто баш за таму читав Така. некои статии за да видам како го решиле проблемот. Од оваа година, 2024, значи веќе постои затворска казна за напуштање на миленик или за малтретирање на животни од 1 до 3 години. Исто така постојат и парични казни. Јас дури повеќе мислам дека паричните казни би требало да почнат да функционираат. Така. За сите за напуштање миленик, а исто така и за тие кои што, да речам, се одгледувачници, А не се регистрирани. не се А регистрирани. прават пари од своите Да, миленици. тие треба да плаќаат данок. И кога тие ќе плаќаат данок и ќе ги регистрираат сите тие кучиња легла што ги прават и што ги продаваат или ако не успеат да ги продадат на крај ги подаруваат, Точно. каде тие завршуваат? Ако има евиденција, тогаш и ако плаќаат тие даноци, тогаш нема тоа неконтролирано да се прави. Точно, Да. точно. Затоа што се прават легла на, ајде да речам, помали раси, што повеќе се бараат како пудлици, пекинезери, Така. пинчови, а исто така се прават легла од чарпланинци, од азијати. И тие кучиња, некогаш и на огласи можеме да приметиме, ги продаваа за некои суми што можеме и смешни да речам, дека се некогаш и за 50 евра по куче. И се некој ќе рече, ќе си го земам јас, и тоа куче за 1 година или за неколку месеци, кога ќе видат која обврска е кучето, без разлика што платиле за него го испуштаат. Ако тоа куче не е Обично- чипирано, така, завршува на улица и од него за 1 година пута 10. Точно, имаме Обично проблем. им купуваат на децата, што е многу грешка. Да. Кучето или мачето не е играчка. Кучето е обврска од 15 години. Точно. И за треба да се неколку биде месеци ќе подготвен. видат дека Е, обврска? многу голема мислам голема Така, обврска. апсолутно. И го испрлаат. Има пудлици, има расни кучиња испрлени на улица, а за жал големиве раси, како шарпланинци, азијати, тие завршуваат во раце, погрешни раце за борби. Жално и тоа го имаме за жал. да. Тоа е една навистина горлива тема. Да. И закони и тука има, но најчесто и тие се Што ако има кога не се спроведува? Точно. Значи има патени се луѓето и со во слики и со борби, снимки све- имаше. ништо Пред не е известно предвидено. време имавме, бевме сведоци и беа објавени на интернет. Да. Да. И тоа све останува така за скриено. Охрид беше објавено, тетово имаше Тетово, случај. да. Никој ништо не одговара. Ништо. Дури е вака, никој пат нема да се среди ова. Така. Јас Какви- мислам дека треба да се подигни свеста кај луѓево. Прво од школиве да се почне од децава. Така. Една силна кампања. Пример ето да има некоја како да кажам, дали час, не мора час да е неко, да се оди по школиве, Така. Така. да се едуцираат децава, да се учат за мислам да имаат љубов кон да се животните. подигнува свеста за љубов кон нив и грижа. да се и подигне кон свеста. бездомните, затоа што мене најмногу ми Тие иritira најмногу страдаат, кога ќе да. видам луѓе кои што се собственици на милиници, а ги не ги сакаат. не ги да сакаат, сакаат. да, Тоа да. луѓе вистина ми Во иритира. глобала многу. се такви. Да. Како може, Да. значи, да сакаш миленики да имаш, Тоа а не е овие на улица вистински да не ги љубител. сакаш? Да. Мислам, зошто некоја кутра или некоја Тие се маче сите кој што е исти. расно да биде Сите се исти, дури сакано. можам да речам дека бездомните Се поблагодарни. Да, повеќе благодарни се за тоа што да се напуштени и секоја помош ја сваќаат поинаку него домашните кучиња. Точно, Домашните кучиња се малку како разгалени дечиња. Така, да. а овие се навистина благодарни. Доста Да. е да ги погалите, да им дадете малку Да, храна, вода храна, и толку водичка, бараат, да. значи ништо Да. друго не бараат. Јас тврдам дека секој, мислам, ниедно куче не е лошо и агресивно. Исто. Тоа луѓето го прават. Така е. Ние Да го биде правиме лошо. И како тие не општество. се по нивна вина на овој свет, по вина на луѓето. Да. Да. Јас мислам дека треба да се покрене некоја акција, да речеме, тие што имаат домашни Миленици. миленици, кучиња, ето женки Така. или имаш, женките посебно. Да има некоја контрола, да си ги чипираат, да има за нив Задолжителна бесплатни да биде, да. стерилизации.
Да, и тоа е добар потек. Го видовме дека имаше се во Скопје, мислам, еден голем проект за таква бесплатна Да, стерилизација. Дейзи Фемили го прави за тоа, да. граѓаните Охрид кои што... не влезе во тој проект, за жал. Да. Значи, и а тоа иначе е добар затоа што проект. има собственици кои што немаат можеби финансиски средства да Да, ги стерилизираат. да. Ете нив да им се помогне. А Битола читав исто. Битола беше во тој проект. Зошто не влезе Охрид? Немаме ли ние денес невладина? Една барем невладина која што води грижа. Да. Има луѓе што мислат дека ако го стерилизираат кучето го унаказуваат. Апсолутно неточно. Сме понудиле помош, не прифаќаат. Да. На тоа е некој, апсолутно неточно. Кога сме виделе дека кај некои домашниот миленик 2 пати во годината раѓа. И потоа кучиња леглата завршуваат исчезнуваат, на да. улица. Не прифаќаат. Сме имали и такви случаи, значи Ево за тоа сега- треба, ако има закон и казна, мора да прифатат. Така, Случај имаме нема со избор. едно куче сега, кај нас е веќе колку месеци е? Па од септември, да. Од септември. На улица е најдено, стерилизирано, после се појави газдата и кога кажавме дека е стерилизирано, не го сакаше назад. Боже. Да. Баш така се изрази. Значи вие сега го унаказивте, аз не го сакам назад Да. кучето. Леле, како можете да... Значи, свеста, најголем проблем ни е дефинитивно нас. Да. Свеста на која што мора да се работи. Свеста е на многу ниско На ниво. тоа кај мора нас. да се работи, само тоа е пак, ќе речам, долг процес. Не е нешто што ќе се смени преку ноќ. Да, ма убаво кажа Сузан, да се почне од градинка, од школа и да се Да. оди Децата, нагоре. така, да. Да се всадува љубовта, Да. за да може во имнина да Јас се ето кога негува. ќе шетам со кучиња, да речеме, на улица, детенце со родители, 5-6 годишно. Самиот татко или мајка, мрш, почнува да го Не поца. сите, али повеќето. Тоа ме револтира и одма ќе се свртам што ви направи кучето. Да. Не, ние сакаме, ама... Подалеку. Не. Да, Да, многу е ниска свеста, се соочуваме со голем проблем. Ето го споменавме, малку го начинавме троењето, но имаме и малтретирање. Имаме и болни на улици, кучина, мачина и така натака. Како се справувате како активисти? Знам дека често ги вдомувате, ги згрижувате, па потоа им барате траен дом. Колку кучина имате сега или мачина, не знам да ве прашам така. Баш вчера, пред емисијава, си направивме ние две една анализа, од кога почнавме, значи работиме од јули 2022 самостојно почнавме, Така. значи ги згрижуваме кучињата кај Сузан, во незината куќа, од незината мајка, Браво, Сузан. ја направи како мини шелтер, да речам, куќата. Браво, Сузан, секоја чест. Значи, од јули 2022 до денес сме успеале ние да вдомиме 180 кучиња. Каква Што можам бројка. да речам, навистина е бројка. Голема. И би биле пресрекни, да речам, со таа бројка да сме помогнеле да нема кучиња. Али, за жал, за жал, како имаме кога нови и нови. почнавме, и сега пак е истата ситуација, затоа што секојдневно се испрлаат нови. А за тие кучина сме успеале, значи дел ниедно куче не може денес ако го згрижиш утре да се вдоми. Значи тоа е процес, посебно ако се бебиња, да поминат вакцините, третманот, па на болните И не е лечењето. лесно и тоа вдомувањето во странство. Не е лесно, Навистина точно. тешко, Значи најбрзо да се процедура. вдоми, најмалку еден месец треба да помине. Така. За тоа време ние мора да ги чуваме, да го припремаме кучето за да Така. отпатува. Како Сузан се знае? Сме зеле, за пари, за храна. зеле мајка, мислам, мајка што се породила кај нас. Сме ги израснале бебињава, па сме ги вдомиле мајката, бебињата. Браво. Колку едно 4-5 мајки сме имале? Да. Да. Од Да. улица. Сите Ги тие- лекувате Јас и Маја колку сме пати две болни. голема благодарности, имаме и трета, со нас што работи, прекрасна девојка Александра и таа веќе од почетокот е со нас. Така. Заеднички Благодарности се до борите. неа. Тоа Се ме бориме. интересира. Добивате ли поддршка од општина, од комуналец, од Ништо, државни институции, од ништо. европски фондови? А сега со Како се комуналец снаоѓате? почнавме ето со проектот во веза со Демирхисар Зебра. Така? Зема за стерилизација, за кастрација, то сепак малку не олеснува, ама од друга страна Мал број е кучиња тоа, со маркици, вие и сами знаете, отруено куче, Да. не е само тоа, кучиња со маркици носени се Буково. Буково е бавна смрт за кучињава, Тоа Маја не е најдобро решено. може да каже што Да, е Буково. да. Јас не сум била. Климентар Наудов што е еден од првите активисти, да речем, Така. во градов ги враќа, ама не тоа ќе вратиш едно 5. Таму стотици има. Значи со маркици, иако третирани, стерилизирани, кастрирани, можеш да ги најдеш Буково или отруени. Жално.
Да. Значи се покажува дека таа метода не е решение. Помага делумно, но пак не е да. решение. Значи решението е само во масовна стерилизација, по можност задолжителна, јас мислам дека не е во закон тоа влезено уште. Ма мислам дека се подготвува тој закон. Тој закон мислам Така, дека се ќе помогне, подготвува и ќе затоа што помогне. во тие држави што го решиле, тоа било значи Така, решено и влезено во закон задолжителна стерилизација за домашните. А за овие што имаат одгледувачници, нормално, ако сакаат да си прават легла, ќе си плаќаат данок, тоа ќе си И биде да под контрола, чипирани, да се чипирани знае. и ќе се знае каде завршиле тие. Така. И тој што ќе го вдоми, ако го напушти, ако е чипирано, нормално. Да одговара. Ако знае дека треба да плати пример 500 евра казна, пример викам, не знам како се движат казните, Така. ќе размисли дали тоа ќе го направи. Точно. И ќе размисли дали ќе купи. Така Да, е, така кога е, знае тогаш ќе што го размисли. чека, да. А вака, значи мислат дека земаат Да. кукли, Да, играчки, играчки, да. и немаат никаква обврска кон нив. Со Уште години се нешто би најавува. сакала да слободно. додадам за отров, да речем што го купуваат, најчесто е ланате. Тоа е Ова не е забрането, на да. локално ниво, него на државно ниво, секаде низ Македонија се трујат. Тоа е забранет отров. И за тоа треба да се поведе една истрага од каде се купува. Како доаѓа Од каде доаѓа тој отров? Кога рацете продава, на тие кога е луѓе. забранет. Да, Да. се продава значи Да. на црно, што ви кажа. Така. Да. Да. Не е легален. Така. Не е легален. Тука треба инспекциите да поводат Да. грижа. Да. Да. Кој го продава и на кој начин го Да. продава. На црно се продава, тој е забранет отров. Така. Дури знаете имаше случај во Да, Скопје и само тоа фамилија што ќе се спомнете. затрова со трагични последици од исти таков отров што никој не знае како дошол во нивниот дом. Точно. Да. И зошто бил? И зошто Која бил била наменет, намената да. воопшто на Затоа што отров тоа да е го била имате прашкаста дома. материја, што била во И тегла. немало да. ни вкус, ни ништо, многу Да, лесно да, да, се да, мешало. да. Да. И ево настрада цела фамилија. Мислам тоа со тоа треба трагично да сватат што ќе постигнат ако такво нешто чуваат во својот дом. Точно, колку е тоа ризик и по Ризично нивното за здравје. здравјето на Точно. целата фамилија, а исто и надвор, така ако си го фрлил да отруеш некое милениче, може секој да настрада. Може и дете да настрада. детенце или има веќе и бездомници во нашата држава. Апсолутно. Да. Така е. Таа фрлена храна може и некој бездомник да ја искористи. Така е, така е. Значи, со децени зборуваме за стационар. Дури Југозападниот плански, Центарот за развој на Југозападниот плански регион изработи еден прекрасен проект за регионален стационар на општините во овој регион. Се дадоа толку пари за изработка на тој проект, но тој проект никогаш не се реализира Да. со образложение дека нема пари за истиот и дека општините не прифаќаат обврска да плаќаат не знам колкав износ годишно за одржување на тој стационар. Да, мора да има и вработени. Апсолутно. Дали и кое е решението? Каде вие, пошто имате искуство, што мислите, кое е решението на овој проблем? Ни треба ли стационар? Треба ли да имаме? Тоа е најголема потреба за Охрид, да има стационар. Непонидуена за Мауцкер, да со кафези, со боксови да се направат. Мауцкер јас мислам дека не е решение затоа што таму нема ни вода ни струја. Апсолутно, тоа што Да. Тоа би било нешто Да. привремено што нема потреба, значи ако се најде решение треба да биде трајно, не привремено. Да. апсолутно треба да се прават огради, кафези, така тоа ќе Тие и чини. да ги направат, самото одржување, како Така, што кажа, без тоа е вода, тоа без што струја. треба да се реши. И тоа одржување ќе носи месечни сметки. Тоа пак треба да биде под капа на општината. Апсолутно, па и по закон е да. нивна должност, односно под Да, јавното да, предпријатие, да. Охридски комуналец. Точно, општината и комуналец за тоа се задолжени. Да. Се тие се заинтересирани да се реши, но сепак да, тоа е некој проект што мора да се ево и направене, али да профункционира. Ево Скопје пример, ЈП Лајка, добро функционираат. Да. Да. Од кога почна единствен град е што со таков јавен Да, ги стационар, залобуваат, ги стерилизираат, Да, ги касираат, ги и враќаат. активисти на улица, што ги се како лекуваат. нас, некои ги враќаат, а некои активистите, пошто има повеќе во Скопје, Така. успеваат да ги вдомат тие кучина и многу повеќе од половина од нив исто се вдомени во Англија, Европа, зависи каде. Да, Така. различни активисти во различни држави вдомуваат. Така. Значи, вашето мислење дека е потребен стационар за Апсолутно. привремено згрижување нивно, Додека ги третираат, да, додека се прават тие стерилизации, ето лечење на некои од кучињата. И од тука, значи,
некои од нив би се враќале на локација, Така. постари куќиња или било како, а некои, ето со наша помош, со помош на други, има и други некои активисти, да се вдомуваат. Така. Што во државава, ние сакаме да биде надвор од државава, зашто знаеме таму како ги гледаат. Да, тие таму домашните миленици се член од семејството. Така. Ги имаат сите права и живеат на вистина, значи вдомуваме во фамилии со деца, вдомуваме кај пензионери, луѓе што се послободни, и секаде, значи, во сите фамилии живеат прекрасен живот. Гледаме Живот слики, кој го ви заслужуваат. праќаат фотографии, ви Да. праќаат фотографии, па ги споделувате и стварно полни душа кога ќе ги видиш. Да, Каков е нивниот третман и каква е нивната свест и љубовта која што ја имаат кон животните. Таму дечињата се од мали, значи така задоени дека Тоа е миленикот најбитна работа, треба значи, да од го мали. сака, дека е член и затоа вдомуваат со толку мали дечиња за да си сватат како треба, мислам, да се понашаат спрема миленичината и нормално така е исполнато нивното слободно време. Кога имаш миленичи, често излегуваш во природа, го шеташ, наместо да седиш дома телевизија или на телефонот. Така. Значи со тоа му прават услуга и на своите деца. Тие што вдомуваат. Точно. Многу подобар живот. Една фамилија од Англија пред година и пол, куќе земено од кефасан со 3 нодзе. Ја ампутиравме малку, мислам повредена беше ногата, се ампутираше во Битола и добиваме апликација од фамилија со 3 дечиња и се чудиме, јас и Маја сега дали е возможно, го објавивме без некоја голема надежда. Не верувавме дека некој ќе го вдоми. Обично шо кај нас не сака куќина со посебни потреби, животни, нема шанс. Да, и за странство е така, инвалидите малку потешко одат преку има некои организации што ги вдомуваат. Така. Ама ние рековме ќе пробаме, ајде, да пробаме. Толку имаше среќа што ево како што кажа Сузан, прекрасна фамилија. Прекрасна фамилија, редовно добиваме со 3 дечиња, во Шкотска. Значи куќето живее прекрасен живот. И баш ние ја прашавме, како што рече Сузан, имавме апликација и ние се чудевме, мислевме дека е грешка по името. И рече, јас буквално сакам да ја вдомам, да го вдомам куќето што е со 3 нозе, Енџи се викаше куќето. Да, на сите им давате име, тоа особено многу ми се свиѓа кога ќе ги видам со име, и тоа името добиено од некоја причина, е? Да, ево најинтересно е, од Хани и дечињата, таа се породи со 9 бебиња под кајче. Во Лагадин. И незиното легло доби автентични окритски имиња. Браво! Климе е вдомен во Англија, Лихмира е вдомена во Англија, Бисера, Билјана, цело легло беше со окритски имиња. Браво, баш ми е мило. Ај за Хани раскажете ни, сега така колку е време кај вас, дали ја вдомувате? Да, таа е за вдомување, да. Прво беше леглото земено, а Хани е веќе 2 месеци кај нас. Ја зедовме за да ја стерилизираме. Затоа што ако не земевме, ново легло ќе имаше под кајче или не знам каде. И сега ќе видиме, да. Не е уште објавена, денови веќе биде, ја спремавме. Стерилизирана? Да, веќе се стерилизира. Овдека кај нас во Охрид, ние мислам ја стерилизиравме, не одеше преку општинскиот проект, пошто има тогаш некоја пауза, ние ја стерилизиравме. И така. И колку куќина имате сега? Што ги вдомувате? Куќата е полна, сите соби се полни со куќиња. Хани, Тоби и Тина ни се веќе година и пол кај нас, земени се од Ќапасан. Тие многу долго. Како малецки 4-5 месеци има ја тогаш кога беше убивањето, мислам што ги убивањето во Друга. Да, тогаш ги зедовме и беа преплашени. Беше баба на Тоби и Тина. Да. Баба, да. Тоби и Тина ни се, Ана ни е кај нас веќе 2 години и нешто. Значи за некој е потешко, да. За некој потешко, ето тие подолго време. Тие се останати, а други бе максимум по 2 до 3 месеци. И една женка, мешанка и таја малку е агресивна, мислам агресивна, не е социализирана многу со други куќиња. Да, што се откажа газдата од неа. Што се откажа газдата. Да, па ќе видиме и со неа. Треба некој тренинг. А за жал кај нас и тренинг нема. Ете и за тоа сакав да позборуваме. Да, како се работи на нивна социализација? Да, ево ние конкретно работиме, да речам што ние имаме искуство од самого чување на куќињата. Така, самоуко да речам, така. Во Македонија, во Скопје, мислам дека има неколку дресери на куќина. Тоа се претежно луѓе што работеле во војска,
со дресирање на кучиња. Во Охрид нема, колку што знам јас, не знам. Го знаеме само Ефто, ама... Да. Добро, да, тој не знам за кој тип на Да, дресура така. е. И не знам колку влијае на социјализација зборуваме, така? Не она дресура да игра денес кучето, да скока на Со две нас се нозе. социјализираат Така, обично. Сме социјализација. успеале, ево, конкретно, значи, од преплашени кучиња, ако седат подолго време, веќе се социјализираат и се окей. Така. Да. Така. Како се снаоѓате за финансии? Сигурно тројца луѓе не можат едноставно да постигнат некогаш. Да. Си ја мачиш душата кога сакаш да ги нахраниш колку повеќе, Да. а тие се финансиите, значи јасно е, имате ли поддршка? Вака сакам да кажам едно, пред ние да ја отвориме странава, ни домуваат други активисти, други здруженија, не знам дали беа, активисти. Како Така. нас. Како нас. Се плаќавме ние од стерилизација, од кастрација, од вакцини, од чипој, беснила, патот до Скопје, све јас, Маја и Александра плаќавме, значи се од джеп. Тоа Ни беше една домија година. кучиња, Да. кај нас чувани во куќава се Така. упропасти, не е битно, мислам, не ми е жал, и важно се спасени кучињава. Така. Негде околу 200 кучиња ни домија, 150 најмалку. Да, година и пол Други активисти претходно. за година и пол претходно. Значи 300 и кусор, 350 ни се домени до Во сега. рок од од 3 таа и пол куќа, години. да кажем. Браво. И после тоа еден активист од Македонија, тој ни даде идеја зошто рече не отворите самите страна. Така. И така ние отворивме страна, со исто тогаш и Кристина беше и таа беше, мислам, ни помогна за отварање Така. во на странава. И така почнавме и сме презадоволни. Добивате помош, тоа сакаш Да, доњаци, да, помош? да, Браво. да. И има, значи. Мислам, Успеваме да ги... да ги нахраните, да им помогнете. Најважна ни е храната. Тоа е најважно. И Да. ако некој сака да го вдоми кучето, дава како тоа не е помош, ние го викаме тоа adoption fee, значи Така. се покриваат трошоците За да околу може- кучето, да може да се вакцинира, да се следат извади сите тие пасош, документи, затоа што процес е и Да. бара многу пари. Така, се случува, сега некои, например, ќе речат многу ние, и за нив се случува да им е многу, затоа што доста е скап транспортот до Тоа, и Англија тоа, и до и тоа, Германија. и тоа е скап. И некогаш дури ќе му кажеме, ние ќе ги покриеме и вакцините и све, ако видиме дека Само е за- добра да, фамилија, само да го да вдомите, мине. затоа што и таму има фамилии кои што не може да си дозволат да ги покријат трошоците. Така. Да. И, например, за едно куче колку чини? 1000 евра? Сигурно. Вака, значи транспортот, Од од прилика, значи транспортот до Англија е околу 500 фунти, значи зависи во кој дел од Англија, значи не е мала сума. Така. А припремата сигурно околу 150 до 200 би дошло, ако Значи, треба и да се покажи. стерилизира, да. Да, тоа се трошоци. И Трошоци тоа се. големи. Има Да. случаи што да речеме одиме во Битола, било за рентген, за куче. Да, нема во што Охрид, наши- да. Што нема Да. во Охрид. Трошоци има Да. и болни колку пати, Да. ги лекувате па ги вдомувате, тоа се Да. трошоци ветеринарни. За Сега едно имавме куче- бебенце со скршена нога, го најдовме, па мораше да се оди Битола неколку пати. Скршена му беше Кај ногата. нас нема рентген Охрид, така? Нема, кај ниеден ветеринар нема Да, рентген рентген и нема. затоа мора да Штета. се оди. Да се А Битола не е Најблиско е најблиско. Битола, да, има во Скопје. Дури ама, едно да. куче до Куманово го носовме кај офталмолог, ветеринар офталмолог. За очињата. За браво. очињата. Очињата, да. Браво, не знам, навистина, браво. Ајде малку да позборуваме и за мачината. Јас ги сакам и кучината, ама многу ги сакам и мачината. Твоите омилени, да. Јас дома имам моето 5 омилено мачки. животно. Да. Многу Сите ми е собрани мило. од улица, едно имам така, Исто, да речем исто. што го имав од порано, а другите ми се собрани од улица, едно слепо, едно без опаш, све. Браво, Како Сузан. глувчиња се собрани, тие многу мали од улица. Така. Ги сакам многу. Јас прво сакам да спомнам дека мојава љубов кон животни вее од моите родители, покојни. Така. Тие беа многу големи љубители на мачиња, кучиња, нашава куќа, јас откога се знам себе си, Била растена полна сум. и кај Да. мене, исто Растена морам сум да со кажам. мачиња и Исто, кучиња. имавме Да. се. Во креветов спијав обавезно уште од дете
со 3-4 мачиња, тогаш кучињата големи, мислам. Така. Нормално во двор се чуваат. Така. Значи, оваа љубов ја имам од моите родители и сум многу благодарна за тоа. Затоа убаво кажавте, љубовта се всадува од мали нозе и јас се имам. Да, исто и моите деца многу се љубители на животни. Тоа така се пренесува, така и така се пренесува, точно. Не може родителот да сака децата не тоа. Но некако луѓе како во државата наша мачињата не ги спомнуваат, а знаете зошто? Знаеме сите зошто, затоа што не им сметат, не ги касаат, не се организираат во групници и тие се во најлоша ситуација. Застапени, да. Да, во најлоша. Тие не влегуваат сега и да има некој закон, пак мачињата нема да влезат во законот, а кај нив множењето е во многу поголем број него кај кучињата. Да. Ево, конкретно, ти си направила 9-10 стерилизации, ние сме направиле преку 20, така. Ама не сме го решиле проблемот. Не е решавање. Сега видам во општина аеродром, мислам дека беше или Карпоште, да не сгрешам. Да, има во Скопје. Имаше стерилизација бесплатна за 150 улични мачки. Да. И активистите ги собираат, ги носат, тоа е одлична идеја. Тоа ако се направи и за Охрид и за Струга ќе има голем интерес, затоа што имаат многу што се грижат и овдека. Да. Макар што можам да кажам и ќе кажам дека во Скопје навистина се поактивни и граѓаните свеста е висока, свеста е на повисоко ниво. Сега мора да си признаеме дека е така. Да си признаеме затоа што се побројни, претпоставувам, и има десетина групи и за мачине и за кучине и за бездомните и кај што навистина се организираат, ама брзо потезно. И самостојно ако некој каже дека некој е болно маче, заглавено, не знам како, веднаш се организираат и се реагира и то. Се реагира, да. То навистина дава некако надеж дека одиме напред, може би се подобруваме. Ние покушавме и мачиња да домуваме преку странава, само скапи превозов и не може. И тоа само превоз, не сакаме ништо да ни платат друго. А сушто е скап превоз? Исти е, дали куче, дали маче, куче е пример шарпланинец и маченце од 3-4 кила, иста е. Затоа што на број на животно, така оди тоа. Да, сертификатите што се падат за патување, можат, например, со комбиња патуваат тие. Така. 20 животни мора да имат во комбето. Значи, дали тоа ќе е маче или големо куче, бројот е иста е цената, да. И е скапо за луѓето скапо им е на луѓето што домуваат. Да, значи мачињата многу почесто се размножуваат од кучињава. Да, секој 3-4 месеци. Кучињата 2 пати годишно, а мачињата 3 до 4 пати можда. Да. Многу и од многу мали, од 5-6 месеци. Недоразвиени. Да, и страшно е. И се жалат, да речеме, и имаат проблем голем број од угостителските објекти, во Варошо. Таму најмногу, околу кафаните најмногу, кај што има храна. Каде што мириса. Точно, да. Сега би сакала да ве прашам, не знам дали го имате видено новиот предлог, закон, измените во законот, јас баш го читав на Мета, беше објавен. Добро. Ова е застапено казни, повисоки, и дури и казна затвор за напуштање миленик. Да. Дали овој закон, тоа ако се изгласа, решението? Да. Јас мислам дека тоа е решението, дека нема друго решение. Тоа да профункционира агенцијата АХВР, Агенција за храна и ветеринарство, значи оттаму тргнува да си ги прават контролите, тие контроли на дали се сите миленици чипирани, дали леглата се пријавени од гледувачници, дали се регистрирани, дали плаќаат данок, а на локално ниво инспекторите што се од агенцијата поставени. Само еден. Во Охрид, да. Така? Само еден имаме инспектор. Еден инспектор, да. Што мислите вие, Сузан? Мора да, прво ќе речем, домашниве кучиња да има инспекција, да се оди по куќи ако треба. Да. И ако треба да се понуди бесплатно, бесплатна стерилизација. За тие што не можат. Куче да нема. Да не може да се чува такво. Да, затоа што тие собственици баш или со папучна врца ги земаат во контейнер во најлон ги фрлаат, или ќе потпркнат, тогаш ги фрлаат. Што е исто. И тоа нема крај. Нема крај, нема. Тоа нема крај едноставно. Нема крај. Така се вртиме само во круг. Да. Додека не се реши тоа со домашниве, нема да се реши ништо. Да. Да, и тоа што се ги транспортираат од други градови, да. И И тоа може некако да се види. Има камери, не знам како тоа е најтешко што може да на кој начин да се открие. Да, институциите прво, значи ветеринарните, не е само Охрид овој проблем. Кај нас, да речеме, во Охрид сега брзо слушнавме дека цело камионче со 100 кучиња испуштиле.
И гледаме, ги знаеме Таа постојаши информација ни ја дадоа од комуналици, тие разбрале и точно е тоа. Точно. Сега да речеме можда лупам Скопје или Ресен или Битола, ќе однесат од друг град. Ме разбирате, тоа е Тоа е крај нема. жално, луѓе. И нема крај каква Да. жална слика е тоа Да. да им го правиш на животниве. И лутаат кутрите, се чудат Ти кај се. дезориентирани, изгубени, после имало Да. лоши. Да. Лоши сме ние, тоа е. Да. Наместо, ток пак Ние ќе сме напоменам тие што дека се лошо куче нема, агресивно куче нема. Дефинитивно. Наместо клоца дај му корка леп, Така е. цел живот ќе те памти. Многу убаво кажано. Ајде, за крај од нашата емисија имавме навистина плоден и убав разговор и се надевам дека ќе расте свеста кај граѓаните за грижата за бездомните животни. Би сакала, ево, по една порака. Која е вашата порака, ете? До граѓаните, Да. до институциите. Буквално ваков тип на емисии, ако повеќе се прават, значи ево во вашиот медиум, во другите медиуми, значи насекаде, ето еден почеток да биде тоа. Така. Со тоа што ќе гледаат прилози да се прават нормално на портали Така. или било каде, така ето за почеток да почне да расте свеста. Нормално законот да профункционира, измените во законот да се вметнат, да има масовна стерилизација, масовно чипирање на сите миленици во државата и да речам сега, не можам со време да кажам, али сигурно во следниве 5 до 10 години полека да се решава овој проблем. Затоа што кажале, сликата на една држава се гледа од односот на граѓаните кон животните. Навистина е така, затоа што Охрид како туристички град доаѓаат многу туристи. Значи, Да, тие кажи кога го ќе дојдат, значи, ево конкретно ние во таа бројка што ја кажавме, имаме 5 или 6 кучиња што се вдомија од туристи кои што беа претходното лето дојдени. Леле, колку Си убаво. сретнале милениче што било околу хотелот или апартманот каде што биле сместени и се распрашале како можеме да го вдомиме. Се обратија кај нас и за Браво. среќа, значи имаше едно кученце од Юник хотелот, таму беа сместени луѓето, маж и жена. Значи можам да кажам кученцето беше толку мирно, али беше како настрана тргнато поголем раст. Сигурно ќе го снемаше за кратко време. Да. Толку го засакале што рекоа буквално него сакаме да го земите. И така е Браво, најдобар начин е тоа затоа што тие се веќе го знаат какво е кучето и знаат што ќе добијат кога ќе стигне кај Ама и нив. свеста кај странците луѓе е толку голема. Да. Значи јас онде на плоштот постојано ги гледам, се шетаат со храна. Да, и да, одат да, ги да, храна, да. луѓе Тие тоа душа секогаш ти шетаат полни. со храна. Да, Секогаш. душа ти полни кога ќе затоа ги што видиш. знаат дека се тие И бездомни. сега ќе ви кажам една многу убава, мене душа што ми наполни, се вклучувавме, работевме нешто на терен со колегата и врват две охриѓанки повозрастни жени. И застана и не прашуваат како сте, што правите ова она и ми покажува едната ми вели ти ги храниш мачината, знам, ма види ја што носнам и извади храна за кучина. Купувам ми вели и вака Да. дори се шетам ги Да. хранам. Браво. Толку Има, убаво. има, и Значи- крајност има. Значи стварно многу ме радува кога ќе видам дека расти свеста. Да. А заедно можеме да работиме уште повеќе. Да. Сузан, вашата порака за крај. Мојата порака се приклучувам кон Маја и пак ќе речам од мали нозе да се едуцираат децата, од градинки, од школи. Така. Друго Да ја мисли што кажа всадиме Маја. љубовта, да ја всадиме. Да ја всадиме за сите. љубовта од мали Затоа што нозе. кога даваш љубов ти се Добиваш враќа. љубов. Да. Така е. Кога многу убаво имат кажано. некоја негативна енергија или страв, тогаш Така, кучињата и тоа тие го чувствуваат, осеќа и така. дали од страв можат да изреагираат поинаку. Да. Кучето е единствено суштество на планетава што повеќе од себе го сака газдата, да речам, или човекот. Така, Да. така. Навистина убаво. Ви благодарам многу и на двете. Верувам дека заеднички ќе можеме да работиме, да ја подигнеме свеста. Јас за крај би кажала, бидете човечни, бидете хумани. Не мора да ги сакате, но немој да ги Исто тоа, тепате. Да. Не мора да се сака, ама лошо да не им се прави. Така е, така е. Ви благодарам уште И вас ви еднаш. благодариме што не поканите. Ми беше чест. Многу ни беше мило. И Задоволство мене ми ни беше беше и нас. чест. Да. И ми беше чест што имавме што имавме овде и нашата Хана. Хани ние Почитувани баш гледачи. Хани, баш не, Баше златна. Хани, баше. Да. Довидување, почитувани гледачи.